За бугарската влада завршил тежок процес на преговори во кој двете влади покажале храброст и политичка волја за надминување на несогласувањата. Ваквиот Ставков пишаа во писмена декларација по повод подпишувањето на билатералниот протокол помеѓу Македонија и Бугарија кој беше подпишан вчера. За бугарската страна е особено битно што се заштитуваат правата на бугарите во Македонија, но и бугарскиот национален интерес. Во документот се наведува дека почнува нова страница во односите меѓу двете земји и народи, кои ќе ги постават основите за взаемна доверба и почитување, ќе ги зајакне врските во сите области и уште повеќе ќе ги зближи луѓето од двете страни на границата. Без граници меѓу нас, но со почит едни кон други. Тоа е европскиот начин да се развиваме заедно. Немаме илузија дека со тоа сите проблеми меѓу двете држави се решени, но ние веруваме дека веќе имаме јасна основа изградена врз европски вредности и принципи, врз основа на кои ќе ги решаваме меѓусебните прашања. Од друга страна пак пратеничката на ГЕРБ Екатерина Захариева во изјава за МБНТ посочи дека најважно е што Бугарија и натаму не го признава македонскиот јазик и истиот го нарекува официјален јазик според уставот. Тој има разлики, но е напишан 45-та година на основа на бугарскиот дијалект, вели Захариева. За словенечкиот амбасадор во земјава, во преговорите, Бугарија, но и било која друга земја членка на Европската Унија би можела да ја блокира Македонија по било кое прашање. Сепак убедува дека јазикот веќе е признаен од 26 земји членки и ќе биде официјален јазик во ЕУ, откако земјава ќе влезе во Унијата. Сигурно дека 26 земји членки кои го признале македонскиот јазик не може да прифатат вето само затоа што една земја членка има резерва кон јазикот. Но знаете, во текот на преговорите ќе има многу ситуации каде ќе може да се создадат некакви пречки и тоа не само од страна на една членка. Тоа сите кои преговаравме го доживеавме. Владата во Бугарија пак во декларацијата вели дека со подпишувањето на протоколот и по спроведувањето на соодветните уставни измени, Македонија си го отворила патот кон преговорите за членство во Европската Унија.